Стенкам јас, стенкам јас. Стенкам јас. Влегувај ми, мујчу. Чупешуја во појас овака клаен. Чекај, бе, ќе го наместиме. Јас се врзвам со појаси. И јас се врзвам, ми жештини ми напред се дека треба да... Дека жештини е веларна вода пелагонка ти купувам. Браво! Чекај се напија маца да живнам, да ми живееш, ај на здравје. Ладна ти Колба за наградоначалникот. Кажав многу работи. Кажав дека си аранжер, кажав дека си композитор, кажав дека си музички техничар, аудиотехничар. Аудиотехничар, да. На битолски ќе отераме скроз. Јас си ветив. Во кој град и да одам, ќе се трудам да зборам на акцент. Да. Значи Скопје зато скопски збораш, си рекол шутијат девојка вака чупенца ти што збораш. Се трудам да не е ни скопски ни битолски, ама сега скроз на битолски. Значи најбитолски. Не ти како некогаш ти знаеш глаголот убо да го кажеш. Пример да кажеш убаво, да кажеш убаво. Ја денес скроз одиме на битолски. Јас така велам? Ти кажеш убаво некогаш, да. Сум велел? Си велел, си Може велел. нама и тапивам речено, да, во нека го смеја, да, иначе битолски цепам цело време. Затоа што имаш многу работи кои што си ги работел или и активно ги работиш. Келнер дали имаш работано? Не, келнер ќе не застане полиција, Сигурно. чекај да не застане полиција преако. Значи снимам толку време, еднаш ме нема застаната полиција. Ајде да видиме. Здраво. Сега. Чекај да видам само таму треба да ја отворим Ајде, јас ќе таму. ти асистирам. Асистирај ти. Еве Дај ми ја само чантата од позади, повелете. Ова возачка е на мажот ми, не треба. Овде имаш многу чанти. Многу чанти имаш. Овде париче. Треба новченик да биде паднат негде. Еве го. Ние снимаме малце. Мислам, не ве снимаме вас, туку си снимаме емисија. В кола. Ова ќе биде многу јако сега на емисија. Јас со тетовски таблици, битолчанка со скопска лична карта. Да? Да, се во едно. Битола си? Од Битола Да. сум, да. Мажена сум тука. Па, не сум тука, Скопје сум мажена. Ама тука родена. Добро, е лесно поминавме. Дека снимаме. Значи прописно си да сум рајат вака во текот на возењето, окей. Ете така! Ај, Ирлија, баш сакам да те прашам дали ти има застанато некаш полицијата ги вози. Не, 3 години, значи со југото, 3 сезони, еве, еднаш ме нема застанато полиција, еднаш isценирав, нели, со Маријанчо која ми беше гости. Види, бога ти, намажат ми личната Абе, немој карта. да покажуваш лични податоци на камера. Абе, да би го фати некоја. Ќе ме Треба да куртули. го блорират. Ќе ме куртули. Келнер дали имаш работено, не ми кажи. Немам келнер работено, имам Добре. премногу работи работено во животот и за келнер не ме бива многу реално. Не, ти не нема сум. кој нема поминато низ. Не сум бил келнер во гостителство, немам никош работен, имам 3 недели работено во Тобако, пред многу години и не се пронајдов фич, значи тогаш така лутав малце. Ми требаја пари реално, знаеш, онака за можам да си платам сметки дома, пошто јас немам бекграунд, сам сум тој што си придонесува за дома. И се вработи во Тобако, арантаран си речков, тоа е се, ајде. И јас имам во продавница работено. Да, и ми беше... Ама за улога. За улога? Да. Абе, за улога знам, ти имам снимано таму. Не, ама не, стварно не работев, имам во театар во Романија, требаше продавачка да глумам. И работев во продавница, така малце да... За да видиш духот малце, да го осетиш. Психолошки да навлезам така. на ликот, психоанализа. Да, мене, мислам, не подценувам никоја работа, ама ми беше многу, да речем, статична работа. Значи, во едно место си не дешаваш ништо конкретно. Некако јас сум малце активен тип. Сакам движење, сакам малци притисок да има во работата, да не е само да си седам лаганица. Добре. И не се пронајдов, искрено, затоа и 3 недели сам работев, цели 3 недели. А диџеј имаш работено? Не, вака, јас сум музичар, да, ама не сум перформер, знаеш, не сум за пред публика. Јас јави како водител кој ќе ме поканат на некој настан, ќе ми речат на пример, сакаме ти да не видиш водител на настанот. Генерално ги одбивам. Добре, Значи прво не заради нешто, туку не се чувствувам пријатно, трема имам реално пред многу луѓе и не ми е пријатно нешто, знаеш, ако не ми е пријатно, нема што да и за мене ќе биде лошо и за луѓето кои што ме отбрале да го завршам нештото, да. Пред камера можам што сакаш да зборам, да правам, ама пред публика некако малце ми е така стресно. Единствено кај што се пронајдов пред публика беше лани на Белата ноќ за деца. Тоа беше детска Бела ноќ. Ама и генерално имаш многу настани со деца. Да, и сакам да работам со деца, онака ми е интересно, тие се искрени, знаеш, онака нема лажење, кај ни, да речем, се спуштам на детско ниво, знам да му бидам другар пати пешачки, застануваме во Битола на пешачки. Имаш изјава даено дека на почеток,
кога почна со Југото, иначе почнуваш многу спонтано, нели со Кики, која сакате да испромовирате песната. Без намера да биде емисија или да работам со нештото. И еве веќе 3 години. Точно. Мудро чекориш по асфалтот, медиумски, јутуберски, да. И сега моментот беше дека имаш кажано дека иницијално си имал пари да си ги покриваш нели трошоците во однос на гориво, за одржување на колата, за опрема и за здравствено осигурување. Така имам кажано, негде. Да. Може имам кажано. Здравствено осигурување, кога прочитав реков чекај дали на човекот му треба упат за на психолог после толку извозени луѓе, види, знаеш како, јас сум невработен, немам здравствено осигурување, морам да си плаќам приватно здравствено, скаја да ништо ми се случи. Па гледаш во таа конотација сигурно што си генерално сум здрав како личност, мислам фала Богу да не се почудам, да не сум човек што често се разболва. Имам мака со синус и алергија овој период да речам, ама фликсоназето е тука ми помага, немам се мораш да земеш некаков медикамент, ама морам да си плаќам здравствено осигурување. Боже мој, се иди во животот, плюс на улица сам откај да знам овде некој лудак може ме земи вребра. Да. А на психолог имаш одено вака после толку извозено направено? Не, јас сум да знам чисто кај ќе стигнам, не за нешто друго. Зато прашувам јас. Да. Не бе, види се, тоа зависи од човекот. Ако ти те исцрпува начинот на кој што еве ова функционира, снимање луѓе, премногу карактери, премногу муавети, подобро да прекиниш, како да кажам, значи. Не, тоа не ми исцрпува, ама се уште обрнувам многу внимание на лоши коментари. Ќе има коментари секогаш, шо знаеш како, јас не знам кај мене беше чуден моментот, на почеток немав лоши коментари, малце се запрашав шопрам, шо е работата што нема лоши коментари, значи не може да биде се совршено, така во никој свет не е се совршено. И се случи после почна вакви такви онакви коментари, тогаш да ти кажам право се израдвав. Реков леле, конечно имам некаков фидбек од публиката, значи веќе сум на добар пат. Ако имаш поделени мислења, тогаш е здраво нештото. И јас што велам убаво да се прави муавет, јас што работиш кој ќе ми речат, за да имаш што да прашаш, мом што да речеш, да се прави муавет нешто. Така лабаво на битолски што би се рекло. Баш другарка мене ми рече, нешто не правиш во ред, вика не сум задоволна, викам зошто, ми вика немаш доволно хейт. И денес ми стигнува коментар од типот. Треба да му даваш на Мими пари за авторски права. Ау, за емисијата? Да. И јас го прашав на Джеймс Кордон кој да му дава пари. И тој ми врати Мими. Колку пари треба ти дам Мими на сите пари што ги земаш? Види се, прво јас тоа го почнав од љубов, не го почнав за пари. Добро. И плюс ќе ја земам за пример Кока-кола, ако се замарата со сите сокчиња кои што се произведуваат, кај ќе му види крајот. Така. Да. Така да, ете, тоа е еден мој коментар на тој коментар. Добро, секој си пишат луѓето. Значи, се добро, авторски права, јас секојаш го кажувам тоа во секое мое гостување, дека јас не го измислив начинот, концептот на снимање во кола. Кај мене во моментот запали Југо. Значи, пошто е наш национален, да речем, југословенски бренд, кај што ети ние сме биле дел од некогашната Југославија како држава. И кај мене голем дел, да речем, и повозрастна публика само заради носталгија се приврза кон емисијата, ради тоа што е Југо, ја гледа дека веќе Југото еве 3 сезони може да вози без поголеми дефици, така средовни само сервиси имам. Ако видиш видеата, на пример, кој што го сервисираме, Југото е само сервис, значи масло, не знам, филтри, такви работи што е потрошен материјал. Така да едно Југо може да вози ден денес, значи во овој 21 век, иако фабриката уште не постои, да речем тој момент на Југот и првично е кај мене Југото, така јас не сум во преден план. Прво Југот и тоа да речем дојде многу блиску до луѓето. И начинот веројатно на комуникација со гостите кој што веројатно публиката која што ме следи го препозна дека го правам искрено и со љубов, дека не го правам за да бидам виден, за да бидам интересен со сила, да се смејам со сила, да не знам, да ми биде целта да вадам пари, како што и самата кажа, спонтано го почнав, не ни планирав да вадам пари од Југото. Јас тоа го кажав дека турив 500 бензин и го кладов телефонот вака со предна камера да ми снимам, пошто немав ни опрема, немав ништо, не ни планирав да биде нешто монетизирано и така натаму за можам јас. И после фирмите од Битола, на кои што сум бескрајно благодарен, го препознаe потенцијалот, утврдија дека сакат да имаме некаква соработка, и еве таа соработка 3 сезони трае и се размножува и со уште повеќе фирми кои што гледат потенцијално нештото, бидејќи допира до народот, пошто Југото е народна кола, тоа не е луксус.
Не можам да продавам луксус во југото, тоа е кола кај што секој може да се пронајде, да речам. Сед кога ќе влезеш во југото, ти не влегваш во Бентли, влегваш во југо, значи не може сега да ти глумам овде некое лудило. Треба да се спуштиме малце на земја и да разбораме како сите останати луѓе. Тој момент, да речем, ме одвои и баш периодот можеби така се погоди некако спонтано, во тој период немаше ништо буквално во етерот. Имаше подкаст 2 некој така нешто, немаше ни хумористични шоу, нели ти беше во празни муабети, заврши нешто до Солза и смеа, заврши. Се некако заврши тој период, короната нели откофати, некако спласна цел тој медиумски етер да речам и се појавив јас со југот. Ама ти си после Лазаров, така? Абе види сега, отвори го, јас не знам која е споредбата, ама ако го видиш мојот канал, може и кој сака да го види. Не за Каркас конкретно. Каркас, ама за возење во кола. Да, во секој случај. Зошто? Затоа што исто имаше и коментар дека тоа што е Стефан Лазаров за Скопјани е Мими за Битолчани. Па добро, сега јас сум од Битола, тој од Скопје. Многу нормално. Дека ќе видиме така. Нема добро, сега гледаноста на Лазаров е стварно голема и е започет тој. Не знаеш како, јас во еден момент, мислам Лазаров е генерално и помлад од мене, јас додека тој го градеше неговиот YouTube канал, јас бев искрено ќе го кажам заглавен во телевизиите тука локални Битола. Кај што 10 години јас работев во телевизија и го видов цел тој процес како функционира, тој поработи некоја година, го види многу побрзо процесот, како и се откажа многу побрзо од телевизијата. Јас телевизијата ја буквално ми беше љубов, јас сакав телевизијата, значи како да речем како водител и како новинар како што работев и јас реално почнав аудиотехничар, ама без разлика бев во магијата телевизиска. И се тој ги осети да речем некои тие моменти, почна да си гради сопствен YouTube канал што е за почит вистина. Јас го почнав многу покасно, значи после 30-ката јас почнав на YouTube, иако мојот YouTube канал е создаден 2007 година. И од тогаш што бев средно образование и што од тогаш, ова го немам нигде кажано. Од тогаш снимам, дај ексклузива ти давам. Од тогаш снимам видеа. Значи мене друштвото, да речам и тие сите што ги снимав, знае дека јас секогаш бев со телефонче порано сапуни, нели телефони имавме такви никакви. Со нив снимав видеа и ги поставував на YouTube. На училиште кај што правиме глупости, не знам, ќе го врзев некој школски со нешто, па ќе го снимав, го поставував на YouTube, значи генерално јас цел живот снимам. Така ми дојде, спонтано ги правам работите. Ама се е спонтано кај тебе. Ама не се замарам, како да ти кажам. Не, ама и многу убаво, а зашо си имаш замарано во животот онака и да не испадне пример нештото? Има такво нешто или се кај тебе спонтано и успешно? Кој се успешно го оцени публиката, ако ти го сметаш така фала ти. Ама го сметам и јас и сигурно многу. Да, ама моментот на што знамете спонтаност, јас сум човек кој што не знам, еве живеам од ден за ден, буквално од ден за ден живеам. Значи утре што ќе се случи не знам и кој ќе ми речат кај си сабота не знам. Значи ќе видиме сабота, еве се ќе ти кажам. Ама генерално така и се случува. Јас не можам, на пример, кој ќе ми рече некој еве песна ќе земам конкретно, направи ми песна. Како можеш направи до четврток. Не можам да ја направам до четврток. Кажам, сакаш песната, остави ме, кој ќе ја направам, ќе ти кажам. Сакам да ми дојде спонтано, често си влезам, не знам, в студио, да си застанам таму да си ја направам песната, ми дојде самата од себе. Ако мене ми е нешто онака со притисок, да ми е посебно креативен дел, да имам притисок врз нештото, џабе, не можам да функционирам и не функционирам таму. Пример, затоа што Штип имаш студирана, ама кажеш дека си локал патриот онака баш. Си сакам Битола, да. Да. Како ти беше која замина за Штип и што треба да се деси за да се одселиш од Битола? Не знам што би се случило, мислам дека ќе бидам последниот битолчанин што ќе изгаси струјата. Ако тоа се случува да се иселват луѓето од Битола, јас ќе бидам последниот, а можеби што знам, нема да се одселам од Битола, немам таков план. Штип како ми беше, неколку прашања ми постави во едно. Штип на почеток очекував многу поќе, да речем. Но отидеш како студент, нели, ти тогаш имаше двоумење, да речем, меѓу сите, дали Скопје да одиме на музичка академија или Штип да одиме, пошто беше нова тогаш се отвори, да речем. Бев меѓу првите, втора генерација, уствари, бев на факултетот. И си реков, мајде Штип, знаеш, као поевтино е, помал е градот, знаеш, нема превоз да се плаќа нешто многу, киријата е помала, поевтини се и продавниците и така натаму. Испадна дека вистина е многу поевтино, ама па нема што да приш во Штип. Значи една улица, град, да кажам, извинете Штипјани, али ние битолчани сме учени да шпартаме, што велиме на битолски, така корзото е 5 километри да го поминиш пешки. Значи, учени сме пешки да одиме, тука нема кај да оди, знаеш, тука е некако, тука е центарот, тука е тој Сутлакот, тука е Исаро, и се е планини, се е скали, се е некои такви угорници, нема
права ледина што би се рекло. И немаше кај да одиме кафичи 2, ноќен клуб 1 кој што пушташе исклучиво турбо фолк, јас не слушам турбо фолк, од никош не сум слушал и не се пронаоѓав во тој дел. И немаше што да правам, се беревме постојано, една година ни беше интересно, по куќи кај што бевме киражи да речам. И после тоа ито ми одмина, онака, го преживеавме и веќе секој викенд јас се враќав Битолоч тип Дурбев. Пошто сакав да прошетам на широк стокак. Југото го имаше тогаш? Не. Тогаш имав едно Hyundai. Едно Hyundai, почесто одев со воз, реално, пошто ни беше и поевтино, тоа беа многу ефтини картите, збораме за далечната 2009-2010, јас сум стар човек. Стар човек. Да. И да речем многу беше поевтино да одиш со воз, отколку да туриме. Лево или десно? Сега ако одиш Скопје, одиш десно. Ако одиш до Мирхисар, седе Мирхисар, први почна ти за психолог да ми збориш на крај на кај Мирхисар, одиш што се дешава. Ке не задржат. Она камера се снима, да знаете дека може да... Ако го киднапирам и го однесам во имам Мирхисар. доказ. Знаеш како е правилно македонски? Не е безрачна, туку е безрачна. Да, безрачна е, да, акцентска целост, да. Значи безрачна ти се вика емисијата. Да, скоро си во глата сум цела безрачна и сегде сум безрачна. Луѓе со стотка ме вози Ангела. Толку е дозволено? Така да, ама затоа велам со стотка. Да. Јас не знам дали имам гостин со стотка возена. Колку развива најмногу југото? Не ќе да кажам. Кажи. Значи немој да го правите ова. На удолница Молер. Не на удолница, на кај Преспа одевме на патот таму, детиште бев тогаш. Добре. И го кренав 170. 170 југото? 170 југото. Значи немој да го правите ова. Дете бе, вистина признавам, голема грешка е. Среќа не се случи ништо, ама 170 поќе не одим. Вистина не одим поќе. Сакаш да правам нова дали оди 170? Не борете, стотка си е доволна. Вербам во твоите, ете претица е дори. Да, нема гајле, јас Ресенчане сте претица. Сакам да се Follow that car! Морам вода малце пелагонка, се напијам, пошто премногу зборам и ми си суши вода. Пелагонка. Имаше еден гостин и така... Лична македонка. Така е беше. Моника Станојковска би се качила во Југо, пример убав е, ама вози Југо не за емисија, туку онака дали би ти се качила иначе. Во Југо дали би се качила, па јас се прашав во какви коли се вози, таа кажа дека се вози во луксузни коли, кога беше гостинка. С богато друштво. С богато друштво, али сепак ете се одлучи да дојде и во Југото. А што ќе си помисли, онака да е убав некој и Југо да вози? И на кафа. Абе зависи карактерот се, не знам ако збораме конкретно за неја би требало таја да ти кажи конкретно што чувствува и како се, ама ете ако некоја му е предпоставка бараш, може ако се заљуби чупето, нема да гледа ни дали вози Југо или Фичо или 101 или не знам, или Фиат или што и да, или Опел. Фала ти што чекав да го наведиш и моето. Па ветер му дојде денот. Имаше сега пред скоро направив емисија со Ем, со црнкињата. И ја пеевме, баш ме заболя. Од дола па нагоре, да. Ама моментот е што таа вика, маче ти ме гледаш шарено. Како гледа мачето шарено? Абе јас имав една баба, имаше шарени очи. Добра. Значи таа сигурно има шарено гледано. Аха. Така да ко баба ми има гледано сигурно. Маче ти ме гледаш шарено, провоцираш, не се срамиш. Можно и за баба ми да ја пишана песна. Ќе бидам вечерва, твојата вечера, ти биди моето цунами. Да. Ај се. Па што знам во Канада живее таа мојата баба, може таму цунами фаќат кај да знам. Раке пуке, раке шлаке, што сакаше да каже автор. Раке шлаке, се до сабајле. А за друго не ми е гајле, па изгледа не му е гајле, што сакам ти си кажам, вели, после не ми е гајле, така. Ама ти што би кажала ако те праша, она има исто стих, дали некој ќе ми објасни што е бројот 69? Тој како награда од мене добива опасно гушкање во кревет. Ама во првиот стих, дали некој што ќе кажеш ти на барањето? Што ќе ја одговориш? Ами, дај да пробам и 99. Ќе речам да видим и така. Од Југо е да видиш и другата страна. Добро, окей. А има мафијаш една песната, на Битолчанка. Вика злато, дијаманти, скапи фирми странски, се на мене ми купи тој. О Боже, баш го сакам, вечно да е мој. Така беше? Значи, валјда материјалистка некоја тука станува збор. Ама појма немала дека тој е мафијаш. Века, се ми купи тој, но појма немав дека тој е мафијаш, нешто така беше. Така беше песната, нека го Што е мафијаш во денешно време? Што знам што може да биде мафијаш, во Италија знам што може да биде мафијаш. Кај нас требало... Во Италија што е мафијаш. Да си многу јак на уста, веројатно. Аха.
Значи да треба многу да збораш онака, знаеш, као, да немаш некоја акција, нешто велат куќето што лај некас. Добро. И завршуваме со докторе. Што ќе препиши докторот? Вика, докторе, ти ми требаш докторе, барај чаре да ме лечиш како знаеш, жити се. Докторе. Дај ми нешто, вика, да се смирам, љубовта ме разболя. Лек против болна љубов. Болна љубов. Времето лечи се. Леле, ти веќе во друга песна навлезе сега. Нема и таква песна имаше, времето лечи се. Можеме ние мешап да направиме онака микс, ти со музичар правиш муавет, јас миксај ми да погледате, но морам да ти миксам песни овде, некако ти се дешава. Ако. Ке те навратам малце во детството. Ајде. Си бил ученик со сите петки, значи одличен ученик, се не знам со сите петки, но одличен си бил. Добро, одличен си бил. Да, ама си бил многу бунтовен. Точно. Си ја барал правдата едно друго. Кој кажави информација? Истражи. Добро. Ама мене друго ме интересира, шо правда бараше тогаш, зашо се бунтоваше тогаш, а шо правда бараш денес? Ами, тогаш, еден конкретен случај ќе ти кажем, кренав штрајк во музичко училиште, сите генерации од прва до четврта. Тоа не дека се нешто многу луѓе, 120 ученици од прва до четврта во просек, по 30 ученици во клас. Значи 4 класа се во музичко. Генерално сите бевме незадоволни, се смена тогаш директорот. Што седевте многу сати? Не, ние седевме и онака многу сати, многу дупки имавме измеѓу. Например, прв час имаш во 7:15 до 8, вториот час ти почнува во 11 и се шиќе прам измеѓу. Да. Ке се свиркаш? Да. Беше малце проблем. Ајде, тетка. И тогаш не речи ми минете врвам. Да, јас се одам процедурално секогаш. Значи си одам првин, ајде петиција, од тите ученици доставена до директор. Директорот ми ја искина, ми ја фрли таа петиција, ти тогаш реков кренавме штрајк. И си изборив, кренавме штрајк, се појавивме на сите медиуми и го сменавме распоредот. Тоа беше средношколски еден таков бунтовен дух, кај што на пример после не излегуваме во пресред. Тоа беше направен распоред за на директорот да му одговара да си ги има првите 4 часа од сабајле од кај 7 до кај 11-12 и после да си оди дома. Да. А ние нема проблем. Таму беа професорите, земат плата ради тоа што има ученици и на крај испадна дека вистина е така, силата е таму кај што има мнозинство. Собравме сите и успеавме да се избориме за да имаме распоред кој што функционираше години назад. Ние и онака бевме по цел ден, ама барем немавме, знаеш, по цел ден онака да речем големи дупки паузи измеѓу часовите. А иначе денес сега се борам. Генерално и се чувствувам дека стигнав до едно ниво кај што имам некој инфлуенс, да, во јавноста и така натаму. И сега јас неќам тоа да го користам за некакви пропаганди, за не знам, јас и тоа го зборам и со фирми дека не можам да ти ги продавам тебе производите, не можам да видам пазар, да речем онака маркет на некој начин. Јас можам само да ти го градам брендот, како што јас го изградив брендот Југо. Значи можеме заеднички тука тоа да го правиме нешто во некој, да речем, наш заеднички план. Сега се борам за подобро општество, за подобро, не знам, подобро утре, за подобро место за живење. Иако на некој знам да ги кажам и по хумористично и по вицкасто работите, морам така за да некако таков ми е стилот, не мора да се умри. Друго ништо не морам, таков ми е стилот, сакам така да бидат прикажани работите. Пошто на крај крајава нема да бидам сватен грешно. Ќе бидам сватен овој барем бајтат напред, знаеш, ама барем го рече, што бидам барем го рече. Тоа е на некој начин се борам за да имаме подобро утре, за да имаме подобар етер, да имаме нешто поразлично во етерот, да се слушат некои приказни од луѓе. Јас често велам не мора да е познат некој в крај за да ми биде гостин. Значи може било кој човек да дојде, имам снимано и такви емисии. Секој има да каже некоја приказна кај што некој можеби ќе го заинтригира. Така. Јас ќе ти кажам неколку зборчиња. Јас треба песна смислам. Ти треба да не да смислиш, да ти текне некоја веќе постојачка песна. Ова јако е, ајде. Либе. Либе. Либето ми го зеде ти, рана на срце ми остави. Мир. Мир. Мир да биде, војните нека престанат и сите дечиња. Немир, ти си немир што ме тера да се премислам. Љубов. Љубовта е моја религија. Сонце. Сонце и месечина, сонце, месечина. Прстен. Прстенот е ветен за неа, јас не можев, ти кер досаја. Вау, дрво. Чукни во дрво, вистина е,
Океј. Друго имаме? И ќе ми текне врата, пример. Има за врата? Помеѓу врати и прозорци на кревет спомени лежа. Супер. Чекај. Куќа. Куќа. Куќа имам на Пелистер, аџанак, баџанак. Пушти го рачето таму, лево. Ете ти ги мобитек тие се. О, мобитек. Мобитек, то Што ми ти е... даваш? Отвори си да си видиш. Леле Powerbank, Да. преубо за сите работи. Затоа што сега кога ќе ти треба, сега iPhone ќе имаш, најново, пари имаш, значи немаше... Не ме пукна са тие парите, ќе се заправо парите. Така ми кажа Сите за пари работиме. Така од Сабајле ми рекоа и готово, јас цел ден така ќе го терам. Не, во смисла iPhone имаш најнов, немаше, иначе ќе ти Не, донесе. најнов 15-ка имам, 16-ка е 16-ка имаш. 15-ка имам, Нема еве пред го. јавноста така, 16-ка. Еве го, 15-ка е, како да ви кажам. Стварно? Да, чекај, кај има Па 16-ка да знаев ќе ти донесе. Гледаш, мене ми кажа 16-ка дека Тако поклон може. Па тако. Мојот свет се вика музика, секој ден ми свира цревата. Мојот свет се 8 деца, една мајка стечајка. Сакаш на гледачите под кожа да му влезеш ти. О, чекај. текнува некој? А да не цркне којно мој, нека цркне којно твој. Што да не цркне, погоди кој, газдата на којно твој. Ама она со забите, чекај како беше. Стенкам јас, стенкам јас, стенкам јас. Вау! За повеќе вакви молски тонови, Значи, рековме на битолски, за поќе вакви. за повеќе вакви молски тонови, Добро. заследете не, сабскрајбнете и нешто Барете лајкче, шерче. Така, секогаш заборавам и секогаш гостинот додава по нешто. Да, зато имаш гости да те подсетат. Така За такви е. работи. Поддржете ме, Точно, безрачно да си маните таму subscribe. безрачно да си маните, да, и да порасниме, да стигнеме високи како Мими метафорично. 1,85 сум висок. Па Ето така. метафорично.